Врие во Сојузот на синдикати на Македонија, и тоа не на убав начин на кој порано сите синдикалци се собираа и вареа грав за 1 мај. Претседателот на Сојузот е затворен во зградата, а пред зградата се наоѓаат синдикалци кои сакаат да влезат во истата. На терен го имаме нашиот репортер, кој да е. Температури длабоки под нулата, некои се во студио, а некои се наладно заедно со синдикалците. Синдикалците се обидуваат да влезат во зградата на Советот на синдикати. Натре е директорот, господинот Митревски, кој што не планира да се симне. Тоа буди револтка и луѓето кои што се собрани овде. Ке се обидеме да добиеме одговор зошто сакаат да влезат во зградата. Извинете, господине. Извинете. Кажи. Едно прашање. Зошто сакате да влезете во зградата? Ти ден се дојден тука ме зафркаш. Не, јас сум дојден за да ги пренесам вашите ставови. Дали може би е причината нерегуларното продолжување на мандатот на претседателот Митревски или може би укинувањето на 4 синдикати? Смрзнав, ладно е, кочане, камене, као сакаш кажи го, значи види, нелегитимен човек, нелегитимен, унатре на топло, а јас сум легитимен. И сите сме легитимни, а наладно сме, нема смисла. Ние сакаме да им помогнеме на вработените, на тие таму останатите, ама наладно не се помага, не можеме. Добро, фала. Во разговор со други синдикалци дознавме дека господинот Митревски заедно со свитата, како што ја нарекуваат нели овие луѓе, ги имаат климите пуштено на максимум, со што го имаат раскичменето грбот на синдикалците кои што се овдека наладно. Студио? Благодариме, Ланче. А во меѓувреме со реакција на овој прилог експресно се јави Живко Митревски со СМС порака. Пораката е со големи букви и вели вака: не е точно дека климите се на максимум, шпекулираат, се грееме на греалки и нема место за сите во зградата. Поздрав!